Здраво луѓе и добро дојдовте во едно ново видео. Денеска ќе ја модираме тастатурата на Ана. Значи тастатурата што ќе користиме е Redragon Fizz Pro K616, многу помало 60% тастатурче. Еве сега ќе ви покажам сите додатоци што доаѓаат со тастатурата. Значи имате 4 резервни ред свичови, имате switch puller, имате keycap puller и USB-C кабел за полнење и уште неколку стикери. А и се разбира малото USB што се конектира во компјутер за да може да се користи тастатурата, а има и опција преку Bluetooth ако сакате на лаптоп или нешто слично така. Тастатурата доаѓа со Ultimo ред свичови кои не се лоши, ама може да се ме слушнете дека се така малце по буџет и се слуша многу ехо, бидејќи тастатурата е празна и многу некако као пластично звучи. Па ајде да земеме да го смениме тоа. Значи, што значи модирање на тастатура? Модирање на тастатура е да пробаме да го подобриме звукот на тастатурата со различни трикови или таkozvani mods, модификации. Денес ќе пробаме неколку работи. Прво ќе ги смениме свичовите, тоа ќе помогне мислам дека највеќе. Потоа ќе ставиме пена, се вика EVA пена. Таа доаѓа во големо парче и се користи за звучна изолација. Ќе ви покажам после како изгледа. И за последно имаме исто така мали стикери од EVA пена. Тие се ставаат директно под свичовите, под секој еден свич ќе ставиме таков стикер. И тоа му помага на свичот да не мрда кога ќе биде притиснат. Од сите овие работи што ги спомнав, што ги користам во видео, ќе имате линк во description. Мислам дека скоро сите се од AliExpress и се доста ефтини, така да идете во description и дирнете ги. Значи еве таа EVA пена што ви ја спомнав преска. Ќе земеме, ќе исечеме во големината на тастатурата и ќе натиснеме убаво секаде за да можеме после тоа да застрафиме. Ова ќе помогне многу со звукот, со ова ќе изгубиме скоро цело ехо и тој пластичен чуден звук. Тука може да слушнете како звучи тастатурата со истите свичови, само со додадена пена од доле. Многу подлавок тон, според мене, многу подобро, но ајде да го направиме уште подобро. 2000 years later. Еве ги како изгледаат тие малите стикери од EVA пена. И овие ќе ги ставиме под секој свич, за кога ќе бидат кликнати свичовите да нема никакви вибрации. Ама ајде не ме заморам, бидејќи ми требаше околу 40 минути за ова да го направам, така да ќе го скратам. One eternity later.
Свичовите што ги користиме денеска се ACOCS Silver, линеарни свичови, многу тивки, имаат многу брз респонс тајм и се многу добри за гейминг. Еве ги сите статистики на свичот горе десно на екранот. Ако ви интересира нешто повеќе, отворете го линкот во description, ќе има таму сите детали. И фейл. За жал ја нарачав 60 свичови, тастатурата имала 61 и ни фали само еден свич тука доле, но не е битно, имаме неколку резервни свичови од кутијата и плюс сите овие што ги извадивме, така да ги искористиме тука еден црвен свич. И ајде сега да ги вратиме капачињата назад. Овие другиве custom keycaps се исто од AliExpress, ана си ги најде некоја со вода, со кит, нешто така, се интересни се многу и беа доста ефтини, така да ги имате од тие линк. И на крајот на видеото ќе ви оставам еден before and after sound test. Го снимав со мојот телефон да видите слушните разлика пред сите модификации и после. И тастатурата е готова, изгледа предобро. Ајде да слушнеме сега како звучи после сите овие модови. Фала многу што гледавте ово видео, ставете лайк, subscribe и пишете ми во коментари дали ви се свиѓа како звучи тастатурата на крај. Поздрав!